Ова видео е изработено од страна на ФРВР Фондацијата и Македонското здружение за заштита при работа и содржи прашања и одговори каде се адресирани најчесто поставувани прашања од работниците од текстилната индустрија поврзани со безбедност и здравјето при работа во услови на пандемијата COVID-19. Дали смеам да престанам со работа доколку чувствувам дека животот или здравјето ми се во опасност во услови на COVID-19 пандемијата? Да, според Законот за безбедност и здравје при работа, вработениот има право да одбие извршување на работа доколку е изложен на непосредна опасност по здравјето или по животот, кога не се спроведени безбедносните мерки и да побара нивно отстранување. Какви мерки за заштита треба да превземе мојот работодавач за време на кризата со COVID-19? Вашиот работодавач има обврска да се информира секојдневно за состојбата со новиот коронавирус со стручни лица за безбедност и здравје при работа, да ги пренесува на време на информациите кои ги добива и да се консултира со работниците кои чекори е потребно да се преземат за да се намали ширењето на вирусот во работната и животната средина. Мојот работодавач побарува од мене сама да платам за лична заштитна опрема. Што да правам? Работодавачот е должен да ви обезбеди заштитна опрема согласно владините одлуки. Доколку тоа не е овозможено, јавете се анонимно на телефонскиот број 02 3296 310 и 3116 110 или испратете мејл на Државниот трудов инспекторат poplaki@dit.gov.mk и пријавете. Тие знаат како да постапат најсоодветно според закон. Мојот работодавач нема превземено никакви мерки за заштита на работниците од COVID-19. Што можам да направам? Никако. Јавете се на телефонскиот број 02 3296 310 и 3116 110 или испратете мејл на Државниот трудов инспекторат poplaki@dit.gov.mk и пријавете неправилности во врска со непочитување на мерките за заштита од коронавирусот усвоени од владата. Јас се заразив со вирусот корона и не можам да работам. На што имам право? Останете дома, направете самоизолација, искомуницирајте со назначените лица за безбедност и здравје при работа, но и со лицата од кадровските оделенија и пренесете ја пораката за вашата здравствена состојба. Во истиот момент тие мора да ве пријават на надлежните институции, но и да ве регистрираат дека сте на боледување. Следбено на овој ваш статус, вие ќе бидете третирани како лице на боледување и следбено на овој статус ќе ви биде исплатена плата. Дали му е дозволено на мојот работодавач да ме присили да се тестирам на COVID-19? Никој не може да ве принудува на ништо на вашето работно место, вклучително и тест за корона, но ваша граѓанска одговорност кон своите најблиски и кон своите соработници е да се придржувате кон препораките кои ги издаваат надлежните органи, доколку постои веројатност дека сте били изложени на ризик за зараза. Каде можам да добијам помош во врска со пријавување на симптоми? Јавете се на бројот 0800 002 03 на Националниот кол центар за информирање. Посетете ја веб страната на Министерството за здравство zdravstvo.gov.mk/корона-вирус, како и специјализираната страна coronavirus.gov.mk. Во зависност од местото на живење имате пристап до телефонските броеви каде може да побарате помош. Овие прашања и одговори се дел од серија информативни видеа каде се адресирани најчесто поставувани прашања од работниците од текстилната индустрија во услови на пандемијата COVID-19. Доколку ова видео ви беше корисно, можете да ги погледнете и дел од нашите други видеа за работничките права за време на пандемијата COVID-19.